Најави за денешните настани. Лајка алармира за борби со кучиња во Охридско. Од полицијата велат спроведуваат интензивни контроли иако до нив не стигнала пријава. Државата да ги преземе ингеренциите од општина Дебрца во делот на водоснабдувањето, резигнирано бара градоначалникот Ногачевски. Струјата за граѓаните нема да поскапи по 1 јануари откако пресметката ќе си ја прави универзалниот снабдувач, тврди Бектеши. Потребна е поголема свесност за светското наследство на Охридскиот регион и од институциите и од граѓаните. Лице од Скопје доби кривична за бесправно градење во Елшани. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и релативно топло време за овој период од годината со максимални 12 степени Целзиусови. Во петок во северна и источна Европа ќе преовладува нестабилно време со врнежи од снег проследени со осетен пад на температурите. Врнежи од дожд се очекуваат во централните и северозападните предели. Во останатите предели ќе преовладува стабилно време со зголемена облачност. На Пиринејскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ветровито и посвежо со пад на температурите. Во јужните и источните предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат од 9 до 17 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува умерен, засилен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 35 км на час. Минималните температури ќе се движат од 1 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 8, односно до 17 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно и релативно топло време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во сабота во Охрид ќе превладува облачно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и студено, а во текот на денот врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во недела и понеделник студено утро со појава на умерен мраз и температура од -3, односно -5 степени, а во текот на денот претежно сончево и студено време со локална облачност и максимални 4, односно 2 степени Целзиусови. Black Friday во Максипринт со најдобрите понуди досега. Одлични цени на камери, рампи, лизгачки и крилни врати, аларми, смарт уреди за смарт хоум. Од 21 до 30 ноември. Цела недела попусти и екстремно ниски цени. Не пропуштајте ја понудата на Black Friday Days во Максипринт Distribution. Максипринт, синоним за безбедност. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак. Во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот,
обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Здруженија за заштита на животните алармираат дека во околината на Охрид, во местноста Мауцкер, се организираат борби со кучиња. Тие посочуваат дека рингот за крвопролевање на недолжни битија е поставен веќе 2 години. Се кршат низа закони, но нема реакција од надлежните и санкционирање на организаторите. Бараат полицијата итно да реагира. Брза институционална реакција побара и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Од СВР Охрид денеска излегоа со соопштение дека се преземаат интензивни контроли на целото подрачје кое го покрива секторот, но дека досега немало официјално доставена пријава за борба со кучиња. Полицијата превзема интензивни контроли на целото подрачје на Охрид, Струга, Кичево и Дебар за санкционирање на лица организатори на борби со кучиња и други слични активности кои што се спротивни на Законот за заштита и благосостојба на животните, информираше денеска портпаролот на секторот за внатрешни работи Охрид Стефан Димовски. Пред 2 дена иницијативата за заштита на животните Лајка реагираше дека во околината на Охрид на излезот кон Струга на јавна површина е направен ринг за борби со кучиња. Речиси 2 години стои поставен во областа Мауцкер каде што порано војската вежбаше стрелање, а никој од надлежните не превзема ништо, иако низа закони се прекршуваат, реагираат од Лајка. Со пехари со присуство на лица од други градови и држави, предходно во кампот Андон Дуков се организираа и ширум други струшки и тетовски села со цела организираност која аплава очлива и за полицијата која со години никого не санкционирала. Од наши извори дознаваме дека еднаш и била набркана кога по пријава отишле на сред една ваква борба полна крвопролевање на недолжни битија, напишаа во објава на Facebook од Лајка. Објавата беше пропратена со фотографии од борби кои според Сдруженијето слободно се објавуваат на социјалните мрежи, иако она што е прикажано на нив е забрането со закон. Сдруженијето побара државата итно да реагира и од Анима Мунди бараат од МВР итно да ги санкционира организаторите на борби со кучиња. Полицијата поднела пријава против 45 годишен маж од кичевското село Зајас, кој се сомничи дека минатиот месец организирал борби со кучиња во атарот на село Букојчани. За случајот во околината на Охрид, за кој реагираа Сдруженијата, од полицијата нема детали. Од СВР Охрид велат дека досега нема официјално доставена пријава за борба со кучиња, но оттаму апелираат до граѓаните, доколку забележат ваква појава да пријават во најблиската полициска станица.
По објавата на Сдруженијето Лајка реагираше и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Сосема неважно е дали локацијата е во Охрид, Струга или некаде на друго место. Сликата е нечовечна и нецивилизирана, напиша градоначалникот во објава на Facebook и побара брза реакција од соодветните институции. Според Законот за заштита и благосостојба на животните, забранета е вклученост, поттикнување, организирање, рекламирање, одржување и обложување на борби со животни за какви било намени. Државата која ги формира цените на струјата и водата да ги превземе од општина Дебарца ингеренциите во делот на водоснабдувањето, бара градоначалникот Ногачевски, откако по трет пат поради неплатен долг Евана ги исклучи од напојување пумпните станици во општината. Јавното комунално предпријатие Дебарца наплатува најниска цена на вода, а на Евана и плаќа индустријска цена за струја, со што состојбата е невозможна, резигнирано вели Ногачевски. Општина Дебрца наплатува најниска цена на вода, а на Евана и плаќа индустријска цена за струја на пумпните станици. Во такви услови јавното комунално предпријатие Дебрца и со 200% наплата на вода не може да ги подмири долговите кон Евана, вели градоначалникот на Дебрца Зоран Ногачевски. Реакцијата доаѓа откако поради долг кон Евана сите пумпни станици во општината од вчера предпладне се исклучени од електрично напојување, со што без вода за пиење останаа жителите на десеттина села и меѓународниот аеродром Свети Апостол Павле. Сметам дека ваквото исклучување спротивно на правилата за снабдување со електрична енергија, член 44, бидејќи таму е дефинирано дека од операторот не може да ги исклучува од системот на електричната енергија објекти доколку со исклучувањето се загрозува животот и здравјето на граѓаните, вклучително и водоснабдителните објекти. Меѓутоа операторот може да побара од корисникот склучување на одредена спогодба, односно регулирање на начинот на плаќање на заостанати сметки. Јавното комунално предпријатие Дебрца се соочува со сериозни проблеми за плаќање на сметките за струја со напластен долг од над 18 милиони денари, од кои половина се од минатата година, кога беше зголемена цената на електричната енергија, но истиот со одлука на Совет беше преземен од страна на општината. Од август со месечни рати долгот редовно се сервисира, вели градоначалникот Ногачевски. Сега во меѓувреме се појави уште еден дополнителен долг од околу 40.000 евра и кога јавното предпријатие доби известување од Евана дека ќе се пристапи кон исклучување и за таа сума, од страна на јавното предпријатие беше испратен допис до Евана во кој беше предложено, понудено да се склучи спогодба, јавното предпријатие овој пат да склучи спогодба и тој долг да се сервисира исто така на одредени рати. Меѓутоа, од страна на Евана, јавното комунално предпријатие не добило никаков повратен одговор и екипите пристапиле кон исклучување, вели градоначалникот. Ова не е прв пат да се исклучи од напојување водоснабдителниот систем во општината, истото се случи и во месец мај годинава. Состојбата е невозможна, вели Ногачевски. И сега, од една страна, при утврдувањето на цената на водата, се бара да се запази од јавното предпријатие социјалниот момент, да се формира некоја цена која што ќе значи прифатлива за граѓаните и кај нас таа е формирана само на 19 денари за метар кубен во моментов. А од друга страна, при утврдувањето на цената се зема индустријска цена, односно највисоката можна цена. Јавното предпријатие, општината, не се производни предпријатија па да плаќаме ние индустријска цена. Со оглед дека водоводните предпријатија се во незавидна положба и само трупаат долгови за струја, државата која ги формира цените и на струјата и на водата, нека ги преземе од општината ингеренциите во делот на водоснабдувањето, вели резигнирано градоначалникот на Дебрца. Струјата нема да поскапи ниту по 1 јануари, рече денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Според него нема да има поголеми сметки за струја за граѓаните со измените со кои универзалниот снабдувач на струја сам ќе си ја одредува цената. Според него, регулаторната комисија за енергетика ќе може да интервенира во цената ако се утврди дека пресметките не се направени како што треба. Бектеши информира дека постапката за избор е почната и кон почетокот на наредната година ќе има нов универзален снабдувач. Ние
никако нема да имаме поголема цена на струјата, имајќи во предвид дека тоа е предвидено со законот за енергетика. Регулаторната комисија за енергетика согласно законското решение има обврска да направи надзор и да утврди дали се пресметките направени како што треба. Со последните измени на законот за енергетика, граѓаните знаат дека сме воведеле универзален снабдувач на кој рокот му истекува наредната година, веќе постапката за избор на нов универзален снабдувач е започната и кон почетокот на наредна година ќе имаме нов универзален снабдувач, а се надеваме ќе бидат со пониски маржи согласно конкуренцијата која ја имаме. Истиот тарифен систем ќе биде од 1 јануари, каде што надзор прави регулаторната комисија за енергетика. Согласно став 5, мислам од членот 10, секој дека ќе има право ако се утврдува дека пресметките не се направени како што треба. Електричната енергија нема да се зголемува, цената на електрична енергија нема да се зголеми и во блоковите и во целина. Моментално се прават анализи од страна на РКЕ и од надлежните институции во делот на блоковите, пошто сакаме се повеќе да ги заштитиме ранливите категории на граѓани, тие кои штедат и тие кои се предвидени согласно Министерството за труд и социјална политика, кои се добитници на ГПМ и сега согласно тоа што е предвидено како ниски приходи од страна на Министерството за економика. Покрај институциите и граѓаните треба да покажат поголема свесност за зачувување на природното и културното наследство, алармира научната фела. УНЕСКО е бренд, заштитен знак и еден од основните мотиви за привлекување на се поголемиот број странски гости од целиот свет. Токму затоа и институциите и населението заеднички треба да се вклучат во зачувување на статусот на УНЕСКО. Охрид не е музеј, но е светско наследство и треба да се развива во строго утврдени рамки, смета научната фела. За жал, недоволната грижа за културното и природното богатство го доведоа регионот во опасност да биде впишан на листата за грозено подрачје. Според експертите, грижата не е само на институциите, локалната и државната власт. Потребна е поголема свесност и од страна на населението. Оно што сакам исто да го потенцирам дека институциите секако ја имаат својата улога, но и ние како граѓани. Ние како граѓани треба да знаеме дека културното наследство е предмет на заштита во еден поширок контекст. Со секое наше делување, било да е тоа економско, значи, или поврзано со целокупната наша активност овде, треба да биде обоена во духот на заштитата. Значи да гледаме дали со тоа придонесуваме кон заштитата или му штетиме на заштитата. На крајот на денот ние сме горди што сме дел од овај регион, ама тоа не треба само со зборови да го покажуваме, туку и со дела. Значи заштитата е општа одговорност. УНЕСКО е бренд, заштитен знак на Охридскиот регион и еден од основните мотиви за привлекување на се поголемиот број странски гости од целиот свет. Се прават и анализи и точно може да покажеме што имаме ние од УНЕСКО. Заштитниот знак, затоа што тој е бренд. И тој носи туристи, да се разбереме. Тој е бренд кој што носи туристи. Сега ние сега балансираме, ако одиме во економска смисла, колку добиваме, а колку трошиме. Значи, може и таква анализа да се направи. И секако дека тука ќе биде, може би, балансирано. Но, од друга страна, вие имате еден квалитетен простор, кој што едно е да живеете во еден прекрасен и квалитетен простор, а друго да живеете во еден простор кој што е руиниран и деградиран. На последната конференција на УНЕСКО во Париз пред 10 денови заклучокот на комитетот е дека е забележен ограничен напредок во однос на спроведувањето на многу од препораките на мисиите и барањето на комитетот кои се повторуваат. Невладините алармираат, велат проблемите не се решаваат, туку се одолговлекуваат, а извештаите кои ги доставуваат македонските и албанските институции се само убаво напишани реферати, без било каква допирна точка со реалноста. При извршени сообраќајни контроли во Охрид вчера, 22 ноември, во периодот од 16 до 22 часот, полициските службеници затекнале и санкционирале 18 возачи кои во и надвор од населено место управувале моторни возила со брзина поголема од дозволената. На сите им се поднесени соодветни поднесоци.
Савара Охрид поднесе кривична пријава против 41 годишно лице од Скопје со живеалиште во охридското село Елшани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење. Тој на катастарска парцела во селото изградил индивидуална семејна куќа без соодветна дозвола издадена од надлежен државен орган, што било констатирано од извршен инспекцијски увид, информира портпаролот на Савара Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Ослободувањето на првите заложници од појасот Газа нема да се случи пред петок, соопштил израелскиот советник за безбедност, додавајќи дека ослободувањето ќе почне според првичниот договор меѓу страните. Претходно се очекуваше првата размена да се случи денес, точно напладне, но тоа не се случи и израелските медиуми пренесуваат дека најверојатно причината е логистичко доцнење. Американски официјален представник за CNN изјавил дека одлуката за одложување ја донел Израел заедно со Катар и Египет и дека е потребно повеќе време за финализирање на детаљите за да се минимизира можноста нешто да тргне наопаку. Според договорот, Хамас ќе ослободи 50 израелски заложници, жени и деца, во замена за ослободување на 150 палестински затвореници и за 4-дневен прекин на борбите. Најмалку 10 куќи се уништени во пожар кој неконтролирано се шири на северниот дел на градот Перт во западна Австралија. Пожарот избувнал во борова шума, а во текот на ноќта го разгореле ветровите кои дувале со брзина до 60 км на час. Десетици жители се евакуирани, а во гаснењето на огнената стихија се вклучени 150 пожарникари, соопштиле тамошните власти. Нема пријавени смртни случаи, но неколку пожарникари претрпеле полесни повреди, најмногу поради вдишување чад, изјавил комесарот за вонредни ситуации во Западна Австралија. Тој рекол дека ќе бидат потребни неколку дена за да се стави пожарот под контрола. Причината за пожарот се уште се истражува. Експлозија на граничниот премин меѓу САД и Канада. Возило експлодирало на мостот Виножито што ја поврзува Канада со американската држава Њу Јорк, при што загинале 2 лица, возачот и сопатникот во автомобилот. Гувернерката на државата Њу Јорк изјавила дека засега нема индикации дека експлозијата е поврзана со тероризам. Според прелиминарната истрага, експлозијата не била предизвикана од бомба, пренесува Ројтерс повикувајќи се на неименувани извори. Според генералната проценка на граничната служба, инцидентот најверојатно го предизвикал невнимателен возач. Очевидец за локалната телевизија изјавил дека возилото забрзано се движело на американската страна од границата, скршнало за да избегне друго возило и удрило во оградата пошто експлодирало. Како мерка на предпазливост биле затворени уште 3 моста меѓу Њу Јорк и Онтарио, а биле суспендирани меѓународните летови на аеродромот Бафало. Бројот на убиени жени во 2022 година е највисок во последните 20 години, соопшти Обединетите нации. Околу 89.000 жени и девојчиња биле намерно убиени минатата година, известија телото на Обединетите нации за родова еднаквост и за јакнување на жените и Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, пишува агенцијата ХИНА, пренесува Ал Джезира. Повеќе од половина од тие убиства, околу 55%, биле извршени од членови на семејството или партнери. Најмногу убиства на жени и девојки, околу 20.000, се случиле во Африка, а потоа во Азија, се наведува во извештајот на организациите на Обединетите нации. Алармантниот број на фемициди е јасен потсетник дека човештвото се уште се бори со длабоко вкоренетите нееднаквости и насилства врз жените и девојчињата, изјавила извршната директорка на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!